Медиумите се менуваат побрзо од кога било. Вештачката интелигенција, социјалните мрежи и новите навики на публиката го преобликуваат новинарството. Но едно прашање останува исто. Кој ќе ја раскажува вистината и како ќе се подготват новите генерации новинари за тој предизвик? Одговорите на тие прашања 10 години ги бара Меѓународната летна школа за медиуми во Солун, каде студенти, професори и медиумски професионалци од различни земји не само што учат, туку и создаваат мрежа што продолжува да живее долго по завршувањето на предавањата. Професорката Тена Перишин од Загреб е дел од оваа приказна речиси од самиот почеток. Вели дека секоја година од Солун си заминува со нови идеи, но уште поважно, со уверување дека младите не се рамнодушни кон новинарството, како што често се мисли. Можда они воле кратко. Меđutim, kada se zainteresiraju za neku temu, kada se ulove, onda i tekako... Да, мислам, се вели дека тие сакаат кратки содржини, но кога ќе се заинтересираат за некоја тема, ќе ги уловите, тогаш и како ги интересира. Затоа ќе зборувам подоцна. Ние оваа година работевме и зборувавме за теми кои што се од јавен интерес. Од пропаста на бродоградилиштата, до чување на околината и узурпација и корупција, преку климатски промени и култура на нула отпад. Некои неправилности, но и добри страни, така што кога студентите ќе навлезат во некоја тема и кога се работи со нив, тие тоа сакаат да го прават, сакаат длабоко да навлезат во приказната и кога ќе дојдат во редакцијата, тогаш ги тераат во 2 часа нешто на брзина да склопат. Копи-пейст ако се на портал, многу неинспиративно, многу некреативно. На телевизиите, на нашите, па и на националните, немаат прилика да покажат што знаат, туку ги користат како робови. Според Перишин, проблемот не е во младите, туку во медиумската индустрија, која често не им дозволува да го покажат својот потенцијал. Наместо истражување и креативност, многумина уште на почетокот се сведени на брзо производство на содржини. Но токму затоа, иднината ја гледа во медиуми што ќе создаваат оригинални и ексклузивни приказни, содржини што не можат да се најдат на секој портал. Televizija Student kao kanal televizijski mi imamo sve i na YouTube-u. Dakle, nastojimo imati sve sadržaje na YouTube kanalu. Па ние имаме канал и на YouTube, значи освен што имаме се на YouTube каналот, правиме и кратки форми за TikTok и Instagram. И понекогаш дури се изненадувам, тие подобро знаат, например некоја содржина има висока гледаност, а јас воопшто не можам да сватам зошто баш тоа има толкава гледаност. Зборувам за кратките форми, нели? Например, нешто што јас сметам дека ќе биде гледано, не е. Така што на тоа треба да се работи. Инаку, како што реков, таа телевизија Студент не е само телевизиски канал, туку се распространивме на другите платформи. И тоа е многу важно и мислам дека тоа е иднината на сите наши национални телевизии. Тие треба да прават што повеќе креативни, ексклузивни содржини за своите платформи и на тој начин можат да привлекуваат гледачи на своите информативни емисии. Сметам дека тоа е многу важно, значи да имаат оригинални, ексклузивни содржини. Бидејќи тоа повторување едно те исто, кога имате 3 дневника и содржините се повторуваат, тоа веќе никој не го гледа. Но кога вие ќе добиете нешто посебно, кога се знае дека тука сте посветиле време, тука треба да се вложат пари. Тука треба повеќе истражување, истражувачко новинарство. Тоа е единствената иднина. Тоа може да го спаси новинарството и медиумите. Искуството на студентската телевизија во Загреб е пример дека класичната телевизија може успешно да живее и на дигиталните платформи. Покрај телевизискиот канал, студентите создаваат содржини за YouTube, Instagram и TikTok, прилагодувајќи се на новите навики на публиката, без да се откажат од квалитетот. Токму размената на вакви искуства била главната идеја, кога во 2016 година професорот Никос Панагиоту ја основал Меѓународната летна школа за медиуми. So we created the Thessaloniki International Media Summer Academy in 2016. Ја создадовме Меѓународната летна школа за медиуми во Солун во 2016 година и идејата за таа иницијатива беше амбицијата и желбата да се создаде простор каде луѓето од цел свет ќе се среќаваат секој лето, ќе
ќе разменуваат идеи, ќе дискутираат за развојот, но најважно да ја запознаваме новата генерација на комуниколози, новинари, луѓе кои се интересираат за комуникациите, медиумите, технологијата. Значи тоа беше во почетокот, но и градење на мрежа од универзитети ја поддржаа нашата иницијатива. За една деценија, низ школата поминале стотици студенти, професори и експерти од повеќе континенти. Но за Панагиоту, најголемата вредност не се бројките. Да, па не очекува всушност од младите луѓе да продолжат да бидат толку ентузијастични за да ја одржуваат комуникацијата и дискусијата. Бидејќи понекогаш ние академските работници очекуваме дека ваквите проекти имаат свој тек, кога почнуваат и кога завршуваат. Но повеќе од срекни сме кога гледаме дека дискусиите продолжуваат во групите што сме ги формирале и да комуницираат и по завршувањето на академијата. Токму тие контакти, идеи и искуства подоцна стануваат дел од универзитетските програми, истражувања и новите професионални партнерства. Од европската перспектива приказната не води до американското искуство. Професорот Бил Силкок од Универзитетот во Аризона речиси 4 децении има искуство со медиуми и настава. За него технологијата ќе продолжи да се менува, но суштината на новинарството останува иста. Јас сум благословен да бидам во бизнисот на телевизиски вести и да предавам за телевизиски вести. Сега малку и пошироко. Мултимедијално и вести на социјални медиуми веќе 40 години. Што научив? Научив дека секогаш ќе се менуваат. Парите секогаш ќе бидат во центарот, затоа што, посебно во мојата земја, рекламите ги хранат слободните медиуми, но најважно, аудиториумот никогаш не престанува да ме изненадува. Имаше еден американски репортер од CBS, Чарлс Корон, кој некогаш се лутеше кога медиумскиот консултант ќе му речеше направи вака, привлечи повеќе публика. Тој ќе речеше публиката е попаметна отколку што разбира просечен телевизиски консултант. Публиката веднаш ќе каже дали таа личност е лажна, дали таа личност се преправа. Јас верувам исто така дека денешната публика е софистицирана во препознавањето на лажноста, што значи дека медиумската писменост ја промени во препознавање и да е збунета гледајќи АИ. АИ е многу моќна алатка, но ова е исто како уредот кој снима. Не е ништо повеќе од алатка и е важно публиката да го разбира тоа. Во време кога вештачката интелигенција создава нови можности, но и нови дилеми, Силкок смета дека таа е само алатка. Одговорноста и понатаму останува кај новинарите. Но предупредува дека пред медиумите стои уште поголем предизвик – зачувувањето на слободата. Другата голема промена е слободата. Ние сме во предизвикувачки времиња. Постои закана на новинарската слобода во светот. Не констатирам само јас. Погледнете ги статистиките и ќе ги најдете податоците. Има многу земји во светот каде не е безбедно да си новинар. Од витално значење е медиумите да се слободни и отворените вести да се живи, за да успее демократијата во било која земја. Во време кога технологијата ги менува правилата речиси секојдневно, професорите од Загреб, Солун и Аризона се согласни во едно. Иднината нема да ја одредат алгоритмите, туку луѓето што ќе знаат критички да размислуваат, да истражуваат и да ја заслужат довербата на публиката. А токму тоа е и најважната лекција што младите новинари ја носат од Солун, дека новинарството не се учи само во амфитеатар, туку преку љубопитност, соработка и храброст да се раскажуваат приказни што навистина се важни.